Во денешното издание на музичката емисија Мега Фолк, почитувани фолк пријатели, ќе разговараме за се она што е актуелно кај Фантастик бенд од Тетово. Тука со мене е Ненад. Здраво, Ненад. Здраво. Ненад, може ли еве на почетокот една мала лична карта околу Фантастик бенд? Од кога постои и кои членови се во овој бенд? Значи, Фантастик бенд постои повеќе од една година. Брои 6 членови. Значи, бендот е составен од бумњар Драган, басист Сајзер Анде, Дарко Дувач, кларинет, саксофон Зурла, пеач Даниел, Миле гитара и јас како хармоникаш и сајзерист. Така, спомнавте дека работите скоро година и нешто, сепак сте една млада група која што сигурно ќе допрва ќе бара една перспектива на македонската фолк сцена. Еве, може да ни кажеш на почеток дали имате нешто до сега снимено, можеби некоја песна авторска или препеано некој од македонските народни песни? Па имаме направено, значи, компилација од неколку препеани македонски песни, се уште немаме авторско ништо снимено, но во план ние во теков на годинава да направиме уште еден видеозапис со исто препеани песни и да се сними барем една авторска наша песна. Дали може да ве очекуваме и на некој од македонските фестивали, бидејќи секако мислам дека ќе се сложиш со мене настапот на фестивал и тоа како значи за една млада и надежна група? Па така е, значи ќе пробаме нешто да покушаме ако имаме време, дека сега е во екс ни се свадбите, имаме закажани свадби, проби, многу често правиме и така да ќе видиме, ќе пробаме нешто годинава да направиме, ако можеме барем на Тетовскиот фолк фест да излеземе, а ако не, здравје за до година или за понатаму ќе стаемо. Лешочкиот фолк фестивал ви е нели токму во близина на Тетово, можеби и вашите тетовчани ќе очекуваат да ве видат таму. Може ли да ни кажеш еве како е чувството кога настапувате и ги пеете тие стари македонски песни, кажа дека ги препејувате, колку се тие прифатени од помладата публика? Од помладата публика релативно добро реагираат на старите македонски песни со тоа што повеќе се бара забавно, турбо фолк, тој стил повеќе е вметнат, а иначе македонската староградска музика е неизбежна у секој дел од кафани, локали, кафичи, да се испее барем по некој дел од македонската стара песна. Дали соработувате со некој од веќе докажаните фолк интерпретатори на македонската фолк сцена? Дали можеби еве на некој од вашите настапи, свирки и така натаму настапувате заедно и со некој од фолк звездите на македонската естрада? Па да, имаме настапувано у Скопје, културно лето свиревме со Благица Павловска, тука е Ирена Велјовска, Душко Ѓорѓиевски, така е, победникот на фестивалот што беше, и со други пеачи и пеачки од естрадата што се. Да, попознати. Ненад, јас ти благодарам за ова интервју што го даде за нашата емисија Мега Фолк. Ви посакувам многу успех во вашата понатамошна работа и кариера и се надевам дека ќе ни бидете наши драги гости и со онаа песна која што ќе биде и прва ваша авторска снимена. Ви благодариме, се надеваме, се гледаме за убаво се. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Ненад од Фантастик бенд од Тетово, нашата емисија продолжува понатаму.